Пари, зошто ни требаат? Имаме задача. Секој од вас има одредена сума пари за трошење. Моника, ти имаш 20 злоти. Андреј, ти имаш 15 злоти. И Агнешка, ти имаш 10 злоти. Вашата цел е да изберете предмети што се вклопуваат во вашиот буџет. Лебот чини 3 злоти, сок е 9 злоти, тоа се вкупно 12 злоти. Значи, ми остануваат уште 8 злоти. Би сакала да добијам чоколадо за 5 злоти. Одлично, Моника. Добро си пресметала. Ти остануваат уште 3 злоти. Што ќе направиш со нив? Имам 15 злоти. Млекото чини 5 злоти. А путерот 7 злоти. Тоа се вкупно 12 злоти. Ми остануваат уште 3 злоти. Што друго можам да купам за 3 злоти? Провери ја цената на јајцата. Може би можеш да вклопиш нешто во рамките на твојот буџет. Јас имам 10 злоти. Затоа избрав леб за 3 злоти и путер за 7 злоти. Добро утро. Добро утро. Лебот е 3 злоти, сокот е 9 злоти, а чоколадото е 5 злоти. Тоа се вкупно 17 злоти. Повелете, госпоđo. 3 злоти. Ви благодарам. Млекото е 5 злоти. Путерот е 7 злоти, а јајцата се 2 злоти. Тоа се вкупно 14 злоти. Ми останува уште 1 злота. Лебот е 3 злоти, путерот е 7 злоти, тоа е точно 10 злоти. Благодарам. Одлична работа. Се правилно пресметавте, правилно плативте, па дури и заштедивте пари. Запомнете, броењето пари е вештина што можете да ја користите секој ден. Тоа беше одлично. Разбирам како функционира сега. Знам да бројам и да внимавам да не преплатувам. Се чувствувам посамоуверено. На почетокот бев нервозен, но сега знам дека можам да се справам со тоа. Не е толку тешко како што мислев. Да, беше забавно да броиме заедно. Сега сите знаеме како да управуваме со нашите пари. Фантастично! Денес секој од вас направи чекор кон поголема независност. Запомнете, ова е само почеток, но веќе имате цврста основа.